Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Патриарсите му завидоа на Јосифа и го продадоа во Египет, но Бог беше со него и го избави од сите негови маки и го дарува со благодат и мудрост пред фараонот, египетскиот цар, кој го постави за началник над Египет и на целиот свој дом. Тогаш настана глад и голема мака по целата земја египетска и хананска и нашите татковци не наоѓаа храна. А Јаков, кога чу дека во Египет има пченица, ги прати најнапред татковците наши. И кога отидоа повтор пат, Јосиф му се откри на брата си. И Јосифовиот род му стана познат и на фараонот. Тогаш Јосиф прати да го повика татка си Јакова и сиот свој род. Јосиф беше тестиран во неговите тешкотии. Јосиф беше силен, бидејќи можеше да ги погледне своите браќа и да рече: ова го планиравте со лоша намера, но Бог го планираше за добро. Господ Бог од сите браќа го одбра Јосиф од причина што Јосиф го имаше капацитетот да го благослови оној човек кој му мислел зло, кој го повредил. Јосиф одбра да биде поголем, да порасне над ситуацијата во која се наоѓаше. Тој ги сакаше оние кои го повредуваа. Тој на крајот им укаже на своите браќа дека се е во ред. И покрај тоа што ме изфрливте од вашиот живот, и покрај тоа што претрпив непотребна болка, се е во ред. Јас сепак успеав. Вие мислевте за лошо, но Бог мислеше за добро и ми помогна. Оно што е најважно е следново. Кога твојата приказна ја тргаш настрана од луѓето кои те повредиле и кога одлучуваш во твоето срце дека се е во ред, дека ти успеа да стигнеш до целта, и тогаш немаш потреба да бидеш огорчен. Сушност не е само тоа дека ти успеа, туку ќе си речеш: и покрај вашето однесување, тука стигнав поради вас. Вие не знаевте, ама вие ми помогнавте, вие ме учевте, вие ме подготвувавте, вие ме трениравте и сега го имам овој капацитет, бидејќи ме растегнавте, го проширивте мојот капацитет. Бог ни дава способност да ги интерпретираме работите, нашето минато, на поинаков начин. За да не го гледаме минатото погрешно, за да не се гледаме како жртви на едно тешко минато. Тој ни ја дава милоста за да погледнеме назад и да речеме дека Бог водеше грижа и работеше за наше добро и покрај тешкотиите. Како што пишува Јован Богослов: во тоа ни се откри Божјата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот единороден син за да живееме преку него. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Доколку би можел да бидеш како виното кое е толчено, смачкувано под нозете, а знаејќи дека тоа не е неговата крајна форма, дека и покрај тоа што го трпи притисокот од толчењето, знае дека има нешто друго поголемо и повредно што излегува од болката, од притисокот, и дека на крај ќе се претвори во вино.
Или кажано од наша страна би звучело вака: ако го чувам Божјото ветување за мене и покрај фактот дека сум притиснат од проблемот, околностите, дека ова не е мојата крајна форма, дека во моментов го трпам притисокот од нечие однесување или проблем, и знам дека ова не е мојата финална форма, и знам дека од мене излегува нешто што е поголемо од она што ме повредува, и дека тоа што излегува од мене никој не може да го запре. Ако го имаме ова на ум, ќе бидеме свесни за она што Исус Христос го помина на крстот, дека крајниот резултат беше поголем и позначаен од болката, а резултатот е нашето спасение. Треба да разбереме дека притисокот преминува во моќ, во сила. Во Светото писмо пишува: зар грнчарот нема власт над глината, од истата смеса да направи еден сад за чесна, а друг за нечесна употреба? Дали се цени глината колку грнчарот, па делото ќе му рече на својот творец: тој не ме направи? Или грнецот да му рече на грнчарот: тој не разбира ништо? Ние предпоставуваме дека присуството на болка е отсуство на Бог. Но Бог ќе го пренасочи присуството на болка во добро вино. Бог пишува преку ситуациите во нашиот живот, бидејќи ние сме единственото свето писмо што некои луѓе го читаат и гледаат. Нашето сведоштво не е само кажување на она што се случувало, туку пример за тоа како сум успела да преживеам во одредена животна ситуација, која за некого би била невозможна. И на овој начин знам дека Господ Бог е со мене и не дозволил непријателите да надвладеат. Да се расте духовно е процес кој вклучува болка, притисок, промена, непредвидливост, напнатост. Исто како што е раѓањето на бебе. Раѓањето живот ја чини мајката болка, притисок, напор, труд, опоравување. Животот е значаен и вреден. Не значи дека ако чувствуваш болка не се опоравуваш, дека не заздравуваш. Дури ако сакаш да го држуваш твоето тело во форма, вежбањето ти причинува болка. Болката при вежбањето е знак дека се оформуваат мускули. Ако си во процес на кршење, било тоа да е психичко кршење, физичко, емоционално, спиритуално, финансиско, треба да го разбереш следново. Ако Господ Бог како грнчар те зел како глина и те оформува во некаков сад и ги поминува сите фази до крајниот производ, во некаква форма, и притоа чувствуваш притисок, болка, знај дека секогаш си во неговите раце. И дека во која било фаза да се наоѓаш сега, знај дека си во неговите раце. Те сака, води грижа за тебе. И кога се ќе биде готово, ќе те претвори во нешто посебно, нешто ново. Знај дека се ќе биде во ред. Елиезер.